Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука ќе зборуваме за одржаната четврта поред факултетска студентска конференција на Техничкиот факултет во Битола, а исто така и за одржаните турнири во стрелање со воздушна пушка и куглање, како нови спортови кои ќе ги има за студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Значи имаме голем број на разговори, па останете заедно со нас да ги проследите и да слушнете што се случуваше на универзитетот минатата недела. На почеток за одржаната четврта факултетска студентска конференција Техниката и урбаниот развој, организирана од Факултетското студентско собрание на Техничкиот факултет Битола, се одржа минатата недела на 9 ноември. На овој веќе традиционален настан, кој се организира по повод Светскиот ден на науката 10 ноември, беа презентирани 8 трудови подготвени од 12 студенти под менторство на нивните професори.
Учесниците, пред професорите, пред своите колеги, но и присутните алумни на факултетот и гостите од средното сообраќајно училиште во Струмица се представија во најдобро светло, знак дека сериозно и посветено пристапиле кон изработката на трудовите. Разговаравме со дел од нив, а секако и со професорите, па останете со нас да ги слушнете разговорите. Четвртата факултетска студентска конференција на Техничкиот факултет во Битола, техниката и урбаниот развој е во организација секако на Факултетското студентско собрание, а на Факултетското студентско собрание на Техничкиот факултет веќе имаме нов председател, Петар Гушевски, студент во трета година на Техничкиот факултет на насоката мехатроника. Петар, здраво и честитки за избор. Благодарам. На почеток, како е да се биде лидер на студенти на технички факултет, додуша се уште рано, сега ти почнува мандатот? Па се уште рано да се каже, но меѓутоа за сега немаше никаков проблем, се стачеше како што беше планот по постапка и мислам дека е доволно убаво. Исто од лично искуство сакам да нагласам дека е многу добро да се биде. Кажи ми, што им понуди на твоите колеги за да те изберат тебе за председател? Им кажав дека ќе имаме прекрасна соработка. Цела година ќе организираме разни конференции, настани, дури ќе чествуваме на конгреси, па ако треба и до Србија, како што беше лани, надвор државата. Исто така се планира и да има отворен ден на факултетот за неколку месеци, каде што нашето собрание ќе даде голем придонес. Значи, ќе бидете постојано активни, вклучени во сите активности и на факултетот, и на универзитетот, секако. И до сега сме били вклучени. Да. Редовно ја следам работата на Факултетското студентско собрание на Техничкиот факултет и можам да кажам дека сте едни од најактивните. Па еве се надевам дека таквата активност и ангажираност ќе продолжи понатаму, а одржувањето на оваа четврта поред факултетска студентска конференција е доказ за тоа дека се продолжува по оние стапки што веќе се зацртани, нели? Еве, кажи ни нешто за оваа конференција денеска што се одржува. Денешната конференција се одржува по повод на Денот на нугата, Светскиот ден на нугата, и ние како факултет веќе четврта година поред организираме ваква конференција со цел да се покаже што повеќе студенти со што повеќе трудови, да се разменат разни информации со стручните соработници, професори и нормално се представиме пред публиката и нашите гости. Интересно е што еве од почетоците ја следам конференцијата, еве гледам четврта година поред сега веќе, останува некој стандарден број на пријавени трудови и на студенти кои што се јавуваат со изработени трудови, секако под менторство на професорите тука од Техничкиот факултет. Интересни теми повторно и за оваа година. Во агендата имате некаде 8 труда. Да, 8 труда имаме спремено во агендата. Сега за разлика од лани, оваа година имаме 4 асистенти кои сакаат да се представат тука. Тоа е како новина. Како новина, да. Истите трудови, може би со мали корекции доколку се потребни, ќе бидат пријавени и на универзитетската студентска конференција. Ние сме план сите овие трудови што ќе бидат денес презентирани тука да се пријавите на факултетската студентска конференција. Сакам и тоа да се представиме пред другите факултети, се разбира. Во најдобро светло. Во најдобро светло, да. Имате и постер презентации денеска или ова? Имаме и постер презентации. Оние кои што ќе дојдат ќе можат да ги видат. Да ги видат, да. Еве, Петар, да кажеме дека и ти имаш труд. Да, исто така. За конференцијата, еве ќе искористам приликата да ни кажеш нешто повеќе за трудот, каков наслов е, сам го работеш или заедно со некој друг? Насловот на трудот е конверзија на електрични сигнали во електричен и на кондиционирање. Го работевме заедно со уште еден колега од смерот електроенергетски системи и обновливи извори на енергија. По овој труд се работи за како енергијата се пренесува од аналоген во дигитален вид. Тука се користат некои трансдюсери, тие се уреди кои трансформираат енергијата од еден во друг вид. Потоа имаме аналогно дигитални кола, конвертори, АД конвертори и така натаму. И секоја трансформација на колата може да се примени како некој дел од реалниот свет. Например, звукови, шумови, тие работи од аналогни сигнали ги пристигуваме од дигитални сигнали со помош на различни оперативни системи. Ова веќе стручно кажано, како вистински инженер понатаму. Иден инженер. Иден инженер, секако. И повеќе разбирливо за оние кои што разбираат технологијата и електрониката. Да, повеќе разбирливо, но меѓутоа ние ќе пробаме да представиме подобро разбирливо за другите гости кои што ќе бидат тука присутни на конференцијата. Добро, Петар, ти благодарам за одвоеното време и се надевам дека ќе имаме успешна соработка. Да, и се надевам дека имаме успешна соработка во текот на годината.
Пред почетокот на конференцијата разговаравме и со проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, која доаѓа од Техничкиот факултет. Таа беше меѓу иницијаторите и поддржувачите за организирањето на првата факултетска студентска конференција на факултетот. Секако, разговаравме со неа. Проректорке, четврта факултетска студентска конференција Техничкиот факултет, убаво е да се види дека нешто што сте го започнале, сте ги направиле првите пионерски чекори, еве веќе завзема што се вели, сте стигнале до четврта поред конференција, што и не е така малку. Точно, Сонја, апсолутно нели е радосно да се знае дека започнавме пред 4 години и еве денес она дете кое што нели се родило пред 4 години, успешно колегите од новата деканатска управа на чело со деканот Костов го негуваат. Започнавме пред 4 години со основен мотив да градиме капацитети кај студентите за истражување и креирање на решенија кои што ќе придонесат за одржлив урбан развој и севкупен развој, нели? А со таквите решенија ќе понудиме мерки за борба против конвенционалните извори на енергија или против фосилните горива кај нас во транспортот, се со една единствена цел да ги приближуваме студентите кон оно што ги очекува во иднина од една страна, а од друга страна да правиме мост помеѓу професорите и студентите, бидејќи од нас тоа и се очекува. Од нас како професори, од нив како идни инженери се очекува да понудат решенија за подобрување на севкупниот општествен развој, токму со примена на техниката и технологијата. Имав можност да поразговарам со некои од студентите пред почетокот на конференцијата и тие го потврдуваат практично ова што вие сега го кажувате. Она што го учеле, гледат да го спроведуваат во пракса и она што како во пракса го спроведуваат, велат дека има ефекти, се чувствуваат веќе способни да излезат на пазарот на трудот. И тоа е она што не радува и тоа е за поздравување и тоа е значи постигнување на она една од основните цели заради која ги правиме овие студентски собири, за да сето тоа што го учат низ предавањата и вежбите овде практично го представат, потоа со одредено подобрување на универзитетската конференција во декември. Сите, морам да кажам, сите трудови веќе најавија учество на подобрени соучество на универзитетската конференција и тоа што нашите студенти се чувствуваат подготвени за на пазарот на трудот е само една потврда колку се работи со нив, таков висок критериум се наметнува и дека сме ја постигнале целта и во текот на студирањето и воопшто нели со ваквите собири. Јас морам да ги пофалам студентите од Техничкиот факултет во Битола, затоа што нели рековме како пионери се јавуваат во организирање на ваквите конференции и убаво е ваквите примери да ги следат и студентите од другите единици на универзитетот. Верувам дека еве ова ќе биде поканети се секогаш и студентите од останатите единици, барем беа во изминатите години, верувам и сега, и можат од она што ќе го видат и на примерот на нивните колеги од факултетското студентско собрание на Техничкиот факултет да организираат и организираат. Скоро секоја единица на нашиот универзитет има одредена форма на студентска конференција и студентски собир и тоа е за посебна почит и поздравување. Ви благодарам за разговорот и секако се гледам и на другите настани организирани од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, посебно се радуваме на втората универзитетска студентска конференција во декември. Благодарам се. Горд на своите студенти и деканот професор доктор Митко Костов. Разговаравме и со него. Декан е студентите на Техничкиот факултет во Битола, еве повторно не радува со организирањето на четвртата факултетска студентска конференција Техниката и урбаниот развој, трудови изработени од нив секако под менторство на професорите. Како декан горди сте на ваквите активности? Да, секако, како што кажавте, ова е четврта поред студентска конференција Техниката и урбаниот развој и радува фактот што самата иницијатива за првата и за сите следни конференции фактички произлезе од самите студенти. Ние сме горди што имаме вакви студенти кои што знаат да покажат иницијатива, имаат креативност и како декан имам привилегија да да го изнесам и значењето на оваа студентска конференција. Поканети сте да се обратите пред присутните на конференцијата? Да.
Ке ги поздравите секако и ќе им посакате и понатаму да ги организираат ваквите Секако, настави. бидејќи овие конференции општо се место и начин на споделување на знаењето, на идеите, на иновациите и така натаму, меѓутоа уште поважно е и тоа што е представуваат и прилика за она социјална компонента, за дружење помеѓу студентите и помеѓу учесниците на една конференција кој што понатаму ќе резултира со можност за заедничка работа, соработка и така натаму. Значи има два аспекти конференциите и дисеминација на знаење, на идеи и така натаму, меѓутоа исто така и креирање на нови познанства кои што ќе резултираат понатаму во можност за заедничка работа. Во секој случај, тука исто работката со професорите, со менторите, студентите не работат сами, под менторство на нивните професори ги изработуваат трудовите, што секако им дава и дополнителна тежина. Да, секако, значи овие студенти кои што имаат своји студентски трудови, дел ги познавам јас лично го професор, имам работено, така да тоа се значи работи кои што се работеле во текот на студирањето и тука се изнесуваат. Можев да поразговарам со некои од студентите пред почетокот на конференцијата, се трудат она што го учат во редовната настава, дел од тоа нели да го пренесат и во трудовите, секако со одредени истражувања, испитувања, мерења на јавност. Да. За тоа треба и доста труд, но и поддршка во секој случај. Поддршка имаат во секој случај од сите професори, од управата на факултетот да работат, да експериментираат, да сознаваат, да пренесуваат оно што го имаат научено. Ние сме тука заради студентите. Ви благодарам за разговор. Благодарам и Посакувам и вас. други конференции. Секако, благодарам и вас. We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire. Yeah, we got the fire. And we're gonna let it burn. We're gonna let it burn. Gonna let it burn. We're gonna let it burn. We don't wanna leave. No, we just wanna be right now. Right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music's on, I'm waking up. We start the fire, then we burn it up. And we're sober now, we got the love. There's no sleeping now, no sleeping now. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire. Yeah, we got the fire. And we're gonna let it burn. We're gonna let it burn. Gonna let it burn. We're gonna let it burn. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We're gonna let it We can light it up, so they can't put it out. We can light it up, so they can't put it out. We can light it up, so they can't put it out. We can light it up, so they can't put it out. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire. Yeah, we got the fire.
gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the match, bring it down. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. А сега во продолжение и разговорите со дел од студентите, учесници на конференцијата. Ќе поразговарам и со Марија Стојановска, учесник на ова четврта студентска факултетска конференција. Марија, здраво. Здраво. За конференцијата изработи труд на тема креирање на макроскопски модел за јавен превоз, студија на случај. Да. Хајде кажи ни за што точно се работи. Се работи за софтверската алатка PTV Vision Visum, кој е светски водечки софтвер за планирање и прогноза на транспортната побарувачка. Во овој случај ќе го разгледуваме јавниот градски превоз, а студијата на случај станува збор за градот Прилеп, од каде што и всушност доаѓам. Ќе извршиме пресметка на модалските големини, да видиме каква е побарувачката за користењето на јавниот градски превоз во Прилеп и да дадеме некои препораки за одење кон одржлив транспортен систем и користење на јавниот, се поголемо користење на јавниот градски превоз. Добро, ако добро се сеќавам, минатата година учествуваше на првата универзитетска студентска конференција и повторно беше темата врзана за јавниот превоз во Прилеп. Така, ова испаѓа јавниот само градски превоз, таму беше заедно со приватниот, но овој пат се стремевме само кон една точка фактички, односно јавниот градски превоз, бидејќи тоа е голема алатка која што нуди многу големи можности и не може сето тоа да се прикаже во 10 до 15 минути и затоа одлучив сега малку подетално да се осврнам кон јавниот градски превоз. Каков е јавниот градски превоз во Прилеп? Задоволни се граѓаните? Имаш што знае? Така, добар е. Последниве години еве добивме и 4 автобуси на метан, значи помало загадување на животната средина, поголем капацитет, нископонни, доста опремени, современи, опремени со за задоволување на потребите на лицата со инвалидитет. Во однос на бројот на линии сметам дека е многу мал, потребно е поголемо воведување на бројот на линии за да имаме поголемо обслужување на граѓаните. А дали граѓаните го користат јавниот превоз? Да, го користат најмногу учениците, исто така помладите, но и голем е процентот и на постарата популација која што го користи. Добро, и самата велиш дека потребно е можеби воведување на поголем број линии? Да. Бидејќи 3 линии не се сметам дека не се доволни за да се обслужи целото подрачје, сепак градот е поголем и имаме се постојано проширување на населените места и постојано усовршување, бидејќи не е сега поставуваме 3 линии да се заборави јавниот градски превоз и бидејќи сето е усовремено, сето се менува и треба да се следи трендот и да се усовршува и да се обновува. Ваквите истражувања што ги прават младите, колку може да придонесат за подобрување на градскиот превоз? Може да помогне во усовршување, бидејќи сето ова е нешто ново, сето ова е нешто што досега можда не е толку користено. Пред се ова софтверска алатка се користи во светот, но помала е употребата кај нас во Македонија, само неколку трудови, неколку студии се направени, а за јавниот градски превоз се помалку се посветува внимание. Сметам дека посебна точка и акцент треба се стави на јавниот градски превоз и современите софтверски алатки. Се поголемо проучување и мислам дека сето ќе биде во ред. А вака млад и способен кадар може да помогне во тоа? Јас се надевам, јас се трудам, еве и на докторските студии исто имам истата тема, се стремам кон продлабочување на моите знаења, посебно во јавниот градски превоз. Марија, ти благодарам. Благодарам и вас. Сара Ангелеска и Христијан Делов, учесници на четвртата факултетска студентска конференција на техничкиот факултет, на тема нивниот труд анализа на осветление на паркингот на салата Боро Џурлевски. Добро, имав можност да ја проследам вашата презентација. Зошто се решивте токму за оваа тема? Бидејќи моментално сме трета година, во втора година имавме предмет електрични инсталации и осветление, па си рековме да направиме нешто во врска со тој предмет. Нашата професорка беше лично проектант на самиот проект
за осветлување на паркингот кај спортската сала во Битола, па таа ни предложи од основниот проект ние да направиме некаков труд, да извадиме некакви податоци кои што би можеле да ги презентираме пред слушателите на нашата 4-та факултетска студентска конференција на Техничкиот факултет. Професорката е? Наташа Мојсовска. Добро, одлична соработка значи со вашиот ментор за изработката на трудот. Го прегледа таа пред да го пријавите и да учествувате со него на конференцијата. Имаше забелешки од нејзина страна? Имаше забелешки ситни кои ги поправивме. Сара, од оно што го кажавте, еве да им пренесеме дел на студентите. Какво е осветлувањето на паркингот пред спортската сала Боро Чурлевски? Ги задоволува потребите, стандардите? Да, осветлувањето на паркингот кај салата е, можам да кажам, добро испроектирано, ги задоволува сите стандарди и услови, какви што можам да кажам дека во нашиот град досега такво осветлување на паркинг сме немале, така да тоа е одлично и супер. Останува граѓаните да го потврдат ова што сега вие како студенти го кажувате, но она што посебно ми падна мене барем во очи, она што го кажавте дека со трудот ќе учествувате и на универзитетската студентска конференција и рековте дека можно е до низиното одржување да направите одредени дополнувања на вашиот истражувачки труд, што значи дека во периодот што следи ќе ви предстои и друга работа. Да, сакаме да се потрудиме малце да подетелно да навлеземе во темата, да ја објасниме, исто така тоа ќе биде со професорката Наташа, бидејќи таа е еден од проектантите на тој проект. Се надевам дека ќе имаме и понатаму добра соработка и дека ќе учествуваме и на студентската конференција која што ни предстои понатаму. На спортската сала има и фотоволтаици, дали тие се користат за напојување на осветлувањето на паркингот? Тоа е нешто што вие ќе го работите доправа? За сега немаме информација во врска со тоа, затоа и напоменавме на крајот на презентацијата дека подетално ќе го истражиме тој дел, се со цел пред секако студенти и ние да видиме дали се користат тие фотоволтаици за напојување на електричното осветление, како се искористени. Исто така ја сланимав труд на таа тема, фотонапонски централи на студентската конференција, со тоа што ќе можеме да земиме некои податоци од таму и да направиме некои дополнителни мерења. Добро, ова значи дека сериозно се подготвувате за универзитетската студентска конференција. Повторно ќе одите заедно? Па се надевам дека да. Христијан, ти беше минатата година на конференција? Бев на минатата на 3-та факултетска, на универзитетската се уште не сум бил, па се надевам дека ова година ќе скршиме мразот ова година. Заедно со Сара. Точно така. Добро, ви посакувам навистина успех и пред се добро дружење и со студентите од останатите единици на универзитетот, секако на универзитетската студентска конференција, а и на ова заедно со вашите колеги тука на Техничкиот факултет. Благодариме. Благодариме. Да кажеме дека сите трудови кои се презентираа на факултетската студентска конференција на Техничкиот факултет со одредени дополнувања и корекции ќе бидат пријавени за учество на втората универзитетска студентска конференција на УКЛО, која ќе се одржи во декември годинава. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. По музичката пауза ќе слушнете малку повеќе за двата турнира кои се одржа минатата недела, веќе знаете за стрелање со воздушна пушка и за куглање. Such a hard act for me to follow. Love me today, don't
Стрелање со воздушна пушка и куглање се новите спортови во кои ќе се надпреваруваат студентите, но и наставниот и административниот кадар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Турнирите кои се одржаа минатата недела има рекреативен карактер, а веќе напролет ќе се организираат и универзитетски првенства. Заинтересираноста и за двата спорта беше голема. На надпреварот во стрелање со воздушна пушка, кој се одржа во стреланата во комплексот Стара касарна, се пријавија 50 на учесници, а за куглање, кој се одржа во кугланата во спортската сала Боро Чурлевски, 40 на. Присутни и на двата турнира беа ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, и проректорката за студентски работи Јасмина Буневска-Талевска. За овие два нови спортски турнира разговаравме со ректорот Неделковски. Ректор Неделковски, за прв пат на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола премиерно нови спортови се воведуваат стрелање со воздушна пушка и куглање. Да, тоа се индивидуални спортови, многу така предизвикувачки, бидејќи во двата спортови се борите сам со себе. Борбата сам со себе е најбитна и најтешка. Очекуваме на овај начин да кај студентите им ја дадеме таа енергија дека во животот пред се треба да се изборат самите со себе и потоа ќе им биде многу полесно преку овие активности, преку овие спортски дружења, студентите, но и вработените, да ги мотивираме да бидат активни чинители во животот на УКЛО, не само преку учење, туку и преку дружење и преку спорт, бидејќи спортот е многу битен аспект општо во целиот период од животот на еден човек. Рековме годинава прв пат ревијално, меѓутоа понатаму веќе од пролетва следната година, можеби како универзитетска лига во стрелаштво и во куглање, имајќи предвид дека во Универзитетската спортска федерација ги има како спортови во кои што студентите се надпреваруваат. Да, апсолутно. Ние ова е пионерски чекор, како што рековте. Прв пат вакви невообичаени спортови надвор од она што имаме ние тимови, нели кошарка, ракомет. И очекувам дека преку вакви ќе се развијат во универзитетска лига, може би и национални надпревари, а може и регионални со универзитети со кои соработуваме од соседните држави. Доста заинтересираност можеме да забележиме од студентите. Да, апсолутно. Денеска имаме најголем број, околу гледам 50 на студенти и вработени. Малку јас се пошегував кога влегов, бидејќи на оние спортови што бараат физичка активност имаше нешто помал број и реков малку на до младите колеги, така изгледа повеќе им одговараат вака не толку физички захтевни спортови, но убаво е тоа што дојдоја искуство, ќе се обидаме да и јас никој пат не сум имал искуство во спортско стрелаштво и сигурно кај нив ќе остане еден убав спомен од нивните студентски денови. Ќе искористам оваа прилика да кажам дека во вашето обраќање пред студентите учесници на овој турнир најавивте и други спортски активности и доживувања, ви рече. Да, рековме ние дека секоја година минимум 4 ќе има настани надвор од она што ни е универзитетската спортска лига. Наскоро очекуваме и универзитетскиот спортски сојуз да се формира, кој што ќе му даде и дополнителен поттик, а ние секоја година ќе имаме најмалку 4-5, можеби и повеќе за вработените и студентите. Во 2023 започнавме со тенискиот турнир, продолживме со веслање и едрење, сега имаме стрелање и куглање, а понатаму ќе видиме во план ние, ако временските услови дозволат, кога е перистерскиот велеслалом, да имаме и универзитетско скијање, но тоа велам зависи од кака ќе ни биде зимата. Ви благодарам за разговор. Благодарам јас. А сега во продолжение и разговорите со дел од студентите, учесници на турнирот во стрелање со воздушна пушка.
Ова е ревијален натпревар за стрелање со воздушна пушка. Има студенти од правниот факултет на УКЛО, ќе ни се представите? Да, Марија Стојковска. Филип Вељановски. Петар Јосевски. Кажете ми тројцата, имате претходно искуство со стрелањето со воздушна пушка како спорт или ова е за прв пат да пробате да видите како е? Да, ова мене ми е прв пат, до сега сум немала искуство со стрелање. Имаме. Да, имам искуство, ама аматерски, не професионално. И што ќе им кажеш сега на твоите колеги тука, на што треба да внимаваат кога пукаат со воздушна пушка? Па прво да внимаваат да не повредат некого, да разгледаат околината. После да имаат мирна рака и... Се е прашање на искуство во секој случај. Па да. Рече, предходно си имал искуство со стрелање, како што? Па, аматерски? Аматерски, да, има бија воздушна пушка, пошто со воздушна пушка се пукат. И така се. Да видиме како ќе биде. Гледам и повеќе девојки доаѓаат пријавени тука на овој надпревар. Марија, што те натера да се пријавиш за да учествуваш? Па, интересно ми е да пробам, да видам. Да, тебе? Заедно со колегата ради забава да испробаме вештините на стрелање, да. Да видиме како ќе биде. И две студентки од факултетот за туризам и угостителство во Охрид, ќе ни се представите? Јас сум Ива Маленко. А јас сум Елик Солфиќат. Дојдовте од Охрид тука да учествувате на овој ревијален, сега рековме, надпревар во стрелаштво на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ќе ве прашам, претходно имате искуство? Да, јас имам искуство, јас сум стрелец, тренирам. Така? А ти? Јас немам искуство. Добро, сега со поискусната малку повеќе. Колку време? Па, скоро 5 години. Какви се впечатоците? Што е она што те влечи кон стрелањето? Одлично, тоа сум го сакала уште од мала, па така се решив да се занимавам со овој спорт. Имаш учествуване на некои надпревари, локални, регионални, државни, можеби? Да, имам секаде учествувано и во нашата држава и надвор од нашата држава. Што молчиш, кажувај ни нешто повеќе за тоа. Интересно искуство, некаде награда, некаде учење, интересно, да. Каде се си била? Во Бугарија, во Србија. Тоа како представник на државно ниво, во репрезентација или? Представник на клубот. Во кој? Од Охрид. СК Охрид. Сега со оглед на тоа што од овој денешен ревијален надпревар, прв што се организира на Универзитетот Свети Климент Охридски, ќе се бираат и ќе се барат подобрите студенти кои би биле представници на УКЛО на меѓууниверзитетските надпревари. Значи ли ова дека можеме да те гледаме и во редовите на УКЛО екипата во стрелаштво со Се надевам и би било задоволство да биде така. Да. Сега, Милен, кажи ни, што тебе па те доведе тука во Битола, освен како придружба на твојата колешка? Па, ние заедно одевме на стрелаштво и која гледав нејзе кај шо пукат, кај што стрелат и така сакав јас да пробам. Па че ми се пружи шанса, реков зошто да не. А претходно не си пукала со воздушна пушка? Не, никогаш. Ова ќе ти биде прв? Да, прв пат. Добро искуството и секако предпоставувам дека додека доаѓавте ти кажуваше на што да внимаваш, како треба. Да. И кои се советите? Па да сум мирна, да стрелам смирено, да не брзам, пополека. Ќе видиме како ќе биде. Во секој случај ќе се сложиш дека потребно и за ова доста време, тренинг. Да, потребно е се. Нормално за секој спорт е потребен да си има тренинг, но овој спорт е спорт што бара многу смиреност, трпение и редовен тренинг. Ви посакувам и на двете успешна стрелба денеска, мирна рака, што велиш, и добро око. Ви благодарам. Ќе ни се представите? Здраво, јас сум Андријана Агилевска од Правниот факултет Битола. За прв пат ќе учествувам, па сега ќе ги видиме резултатите. До сега сте имали искуство вака со стрелање со воздушна пушка? Со воздушна пушка, да. И сега што очекувате, како ќе биде? Има доста голем број на студенти пријавени тука. Па ќе видиме, мислам дека ќе биде добро. И посакувам успех денеска, па се гледаме. Благодарам.
Went from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world. And now, we're international, so international, international, so international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best of show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down like New York City. I never sleep. Wild like Los Angeles. I'm spinning sea. Hot love in my head. I feel the need. Girl, it's international love. It's international love. I don't play football, but I've touched down everywhere. Everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, Pit, you can have me and my sister. In Lebanon, yeah, the women the bomb. And in Greece, you guessed it, the women ain't sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like Miami's heat. You got it down like New York City. I never sleep. Wild like Los Angeles. I'm spinning sea. Hot love in my head. I feel the need. Girl, it's international love. It's international love. Down in DR, they looking for visas. I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In LA, tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera. Да поразговараме и со други студенти пријавени, да. Здраво, јас сум Дарио Петровски на факултетот ФИК, 4-та година и ова е прв пат на стрелање. До сега не си стрелал со... Еднаш кога бев многу млад. Така, сега што очекуваш? Па, забавно. Добро, може би немаш искуство вако, меѓутоа со видеоигрите? Да, Counter Strike секогаш многу забавно. Сега ќе видиме колку видеоигрите може да помогнат и во вистинското, нели, она реално срење. Ти благодарам, ти? Јас сум Дарко Михайловски од Тушки факултет. Ов ми е прв пат оружје да пробам, затоа дојдов, сакам да искусам како е. Да видиш како е. Да. Па ако се покажеш како добар, може би да преминеш во екипа на универзитетот за стрелаштво. Ако ми тргне може, ама малку тешко за прв пат. Секогаш да се има прв пат, па ќе видиме како ќе биде. Така? Да. Јас сум Крсте Костовски, студент на Педагошки факултет, 4-та година. Прв пат учествувам, дојдени сме тука да уживаме.
До сега не сте пукале со воздушна? Не, ама имам само добар и позитива. Тоа е најважно. Ајде да видиме и од девојките ги има. Ајде, здраво, јас сум Емилија Милошевска, јас сум од ФИК факултетот, сум прва година запишана и реков да дојдам малце да се позабавувам. За овој натпревар дознавте преку факултетите што ни стигаат известување. Јас не пукам иначе прв пат од мала и сум вежбана за со воздушни, имам и со чифте пукано, така да нема никаков проблем. Што ти нема само доверба. Па добро, може би девојките ќе бидат и подобри од момчињата. Па нормално. Ти секогаш се подобри од момчињата. Ти посакувам успех. Фала многу. На овој турнир по стрелаштво на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола дознаваме дека има уште еден професионалец, поточно професионалка во стрелање со воздушна пушка. Ќе ни се представиш? Јас сум Ирина Јовановска, доаѓам од град Прилеп, односно тренирам за стрелачкиот клуб Херој Прилеп. Да, студент сум на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, насока Инки. Го тренирам овој спорт од мојата 7 година, тоест еве веќе 12,5 години. За овој спорт можам да кажам дека е навистина еден психолошки тренинг за самите нас, односно многу созреваме како личности, сваќаме колку се важни сите тие моменти каде што мораш да донесеш некоја важна одлука, бидејќи секоја она дијабола која ние ја користиме како шанса за да се покажеме во најдобро светло е еден наш важен избор, што се вика. Мора да се има големо трпение и важно е да се знае кога да се постигне тој добар погодок и односно ние го тренираме мозокот, како што кажав, и им посочувам на сите оние студенти, не мора да се студенти, деца, небитно, кои што имаат желба и кои што некогаш посакале да го тренираат овој спорт, значи нема ништо страшно, можат слободно во сите клубови во нивното најблиско место да се обратат и знам дека ќе бидат секако добро дојдени. Што значи тренинг за стрелаштво? Значи тоа не е само ја земаш пушката, ја ставаш дијаболата и пукаш, туку? Тренингот, односно кога ќе се види еден стрелец, изгледа дека е многу лесно, односно застануваш и пукаш, ама не е тоа сето тоа. Односно еден тренинг се состои прво од ментална подготовка, потоа и од физичка подготовка, бидејќи ти стоиш еден натпревар трае сат и 15 минути, ти за тој сат и 15 минути имаш 60 дијаболи меч, на кој што ти мораш да бидеш припремен кондиционо да ги издржиш сите тие погодци. Па затоа мораш да си физички исто така подготвен, за кој што се прават едни вежби физички за да го подготвиш своето тело, исто така како и ментално. Некои стрелци се подготвуваат со слушање на музика, други со разговарање на персонален психолог или со својот тренер, трети сакаат да седат сами едноставно и да се подготват психички за тој натпревар. Тренингот како тренинг, прво е најважно сите оние грешки кои што се прават на натпревар да се отклонат на тренингот, како и кај секој спорт нормално. И тоа е тоа на кратко. Твојот тренинг што подразбира? Мојот тренинг подразбира кога ќе се појде, односно кога ќе се влезе во стрелиште, се бриши се она што се случило во текот на тој ден или сите оние планови кои ги имаме за покасно, односно да не размислуваш на ништо што ти се случило до тогаш, дали нешто ти изнервирало или небитно, туку едноставно влегуваш во стрелиште и се однесуваш максимално професионално со оружјето, бидејќи сепак ракуваме со оружје, но тоа не значи дека некогаш се случило грешка, значи никогаш не се случила таква грешка, бидејќи сите ракуваме како што треба со оружјето, односно сме писмени да кажам на еден начин со оружјето и на секој му се посветува внимание како треба да го ракува тоа оружје и што треба да донеси за безбедност на тоа оружје. Мојот тренинг се состои, како што кажав, од психичка, физичка подготвеност, па потоа кога ќе застанам, нормално да го наместам мојот став и да се припремам за текот на целиот тренинг кој што трае отприлика некои 2 часа секако. Каде си учествувала? На кои натпревари си била? Имам учествувано на домашни натпревари, исто така како и на државни натпревари, односно на интернационални, тоест на меѓународни натпревари. Имам учествувано во Бугарија, во Србија, во Босна и Херцеговина. Во Босна и Херцеговина, во Сараево го имаме освоено екипно како екипа 3 женски од Македонија 5-тото место, што реално и лично јас тогаш го направив мојот личен рекорд, што придонесуваше многу големо задоволство за мене. Па сега може би да те гледаме како представник на УКЛО на универзитетските натпревари? Да, се надевам. И благодарам за разговор и успех. И благодарам се. Hotel Nacional,
dressed very chic. 1, 1, 2, daiquiris, dancing to the Cuban beat. White pearls, teased up hair, lipstick's red to make 'em stare. Drama's on like Susan Lucci. It's time for hoochie coochie. Favorite dress, need no diamonds to impress. Red and white coupe Chevrolet, paparazzi flash away. I'm feeling VIP, it's the only way to be. Going for gold like Yamaguchi. It's time for hoochie coochie. Champagne, caviar, no wedding mess. You and me, no need to guess. So many nights to share. Official love affair. Voilà, we're in Paris. Paris, je t'aime, ça c'est la vie. Think last tango, Bertolucci. It's time for hoochie coochie. По завршувањето на турнирите сите учесници добија благодарници, а најдобрите дипломи. Нив им ги врачи проректорката за студентски работи, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Еве да кажеме дека најуспешни стрелци беа Стефан Ѓоргиевски, студент од педагошкиот факултет, Филип Велјановски од правниот факултет и Никола Бендевски од техничкиот факултет, кој го освои третото место. Во категоријата наставници и административен кадар, првото место во стрелаштво го освои професор доктор Јосиф Петровски од педагошкиот факултет, второто место Горан Русевски, а третото Васко Сиваков и двата од ректоратот на УКЛО. Најуспешни куклари меѓу студентите пак беа Кристијан Саламовски од ветеринарниот факултет, Емилија Соклевска од факултетот за информатички и комуникацијски технологии и Кристијан Велјановски од факултетот за биотехнички науки во Битола. Во категоријата наставен и административен кадар пак најдобро се пласира Бојан Михајловски од ректоратот на УКЛО, Јосиф Петровски, професор од педагошкиот факултет и Васко Сиваков од ректоратот на УКЛО. Да кажем уште на крај дека ова недела Универзитетот Свети Климент Охридски Битола продолжува со организација на спортски надпревари во шах, пинг-понг и пикадо. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own.
times ahead. I don't have no time for no monkey business. I get so lonely, 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 yeah. Got to be some good times ahead. Укло FM, Битола, ноември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло FM, Битола.